Професоре Докчев, каква е воопшто состојбата кога се во прашање карциномите кај мажите, каде најчесто ги сретнувате? Дали воопшто, јас ке кажам велешени, но вие, македонскиот маж, доаѓа на време, може тоа да се открие и да се спаси човечки живот? Така, тоа е и пораката. Секогаш овој месец на машко здравје да ги подсетиме нашите граѓани за состојбата со заболувањата наши, пред се уролошки, како бенигни, меѓутоа посебно и за карциномските заболувања, пред се за оние карциноми што ги зафаќаат машката популација. Тоа се карциномот на простата, карциномот на тестис и карциномот на пенис. Тоа се главните теми кои денеска ќе зборуваме на оваа трибина. И можам да кажам дека релативно добро, ајде жаргонски да го наречам, фаќаме, ги диагностицираме пациентите, конкретно и во Велес, јас сум присутен тука повеќе од 15 на години, работиме заедно со колегите на овие проблематични теми за нас и успешно работиме, ги оперираме пациенти со карциномски заболувања и можам да констатирам дека имаме одличен успех со долго време на преживување за карциномските заболувања, што е основна цел наша. Така да и не само во Велес, него и во другите градови кај што настапувам јас, можам истото да го констатирам, бидејќи во други градови, освен на клиника, работам и во други градови, можам да констатирам дека ги диагностираме релативно на време и успешно ги лекуваме. Така да, само така да се продолжи со нашата практика да што порано ги откриваме карциномските заболувања, за да имаме успех со нашите оперативни запади. Професоре, дали предничи некое од посочените заболувања според статистика, според бројки? Можете ли да издвоите? Карциномот на простата е далеку пред сите, мислам, не само кај нас, него и во светот. Но првите места ги зафаќа карциномот на бели дробови, на дебело црево, на простата ги зафаќа некои првите места, зависи во која земја. Да. Така да, добро, мочниот меури е и за кај женските и кај машките, овие се типично машки, да кажам, карциномски заболувања. Дали Македонија се издвојува? Се издвојува по број? Не. Тука сме, да, истите бројки ги имаме. Со европска статистика? Да, со европска статистика, меѓу првите неколку места се и карциномот на простата. Реков, добро е што веќе рано ги диагностицираме со нашите скрининг методи, тоа не е на ниво на држава, се бориме дури да воведеме и скрининг метода, посебно за откривање на тие туморски маркери, да ги матичните доктори веќе ги истражуваат тие туморски маркери, за да имаме некоја поидовна основа, за да можеме да ги диагностицираме што почесто. Над 50-та година би рекол обавезно и над 40-та пишува во нашата литература, меѓутоа сепак ајде над 50-та година да бидат тие скрининг методи воведени во државата. Имаше ветување, меѓутоа се уште не сме го официализирале тоа, да кажем, тоа не зависи од нас, тоа зависи од државата, од владата, од министерството и се надевам ќе не послушаат, како што направива скрининг методи за карциномите на женските гениталии. Така да веројатно и за дебелото црево треба да се направи и за овие наши заболувања, посебно карциномот на простата. И една генерална порака до сите мажи? Без разлика на возраст, предпоставувам. Овие карциномот на простата се јавува во повозрастната популација, нормално над 50-та година. Има ретки примери над 40-та, меѓутоа се екземплари, примери. Така да еве над 50-та година да обавезно еднаш годишно направиме еден преглед на простатата. Кај карциномите на тестис, за жал, ги зафаќа пообратно. Помладата популација под 40 годишна возраст. Тоа се многу опасни во тој поглед. Не се многу чести, меѓутоа не се ни така ретки. Така да обавезно веднаш што ќе примене млад човек некоја промена на тестиси, добро е што се достапни на палпација тестисите, така да и самиот пациент може да примети некоја промена. Веднаш треба да се јави на уролог, да евентуално не се работи за карцином на тестиси. И кај повозрастните мажи се јавува исто и карцином на пенис, кој се гледа. Се гледа, така да нема да промашиме во диагнозата кога ќе го видиме тоа. Тоа е поредок, меѓутоа се јавува и кај повозрастните мажи. Ви благодарам.